Добро вечер. Ги гледате урбаните вести на МТМ телевизија. Градоначалникот на Општина Аеродром Ивица Куневски на денешната пресконференција во Општина Аеродром заедно со градоначалникот на град Скопје Куца Трајановски информираа за увидот во градежните работи во населбата Стар Аеродром, поточно во изградбата на 4 комплетно нови улици, што почна неодамна. Станува збор за изградбата на фекална и атмосферска канализација, асфалтирање тротоари и јавно осветлување на улиците Пандил Шишков, Вангел Тодоровски и двете новопроектирани улици 4 и 5 во населбата Стар Аеродром, во вкупна должина од околу 800 метри и широчина од 7 метри. Добро дојдовте во урбаните вести. Еве ги настаните на денот. Почна пролетното садење дрва во Скопје. Се гради нова улица во Радишани. Генералот со почит за генералот. Театарска представа по повод 30 години Основно училиште Тихомир Милошевски. Последни подготовки за Карпо Шопен 2017. Донирани лаптопи на децата во домот 11 октомври. Книжевно пладне по повод 30 години од смртта на Живко Чинго. Заврши снимањето на филмот Награда во режија на Лидија Мојсовска. Денеска во паркот Газибаба започна пролетната акција за засадување дрва, во рамки на која ќе се засадуваат дрва на повеќе локации, на булеварите, на јавните зелени површини, во парковите, како и во спортскиот центар Сарај. Во паркот во Газибаба од денеска започна акцијата Пролетно садење во организација на град Скопје. Планирано е во Скопје да се засадат 5000 дрвца, а денеска беа засадени 60 листопадни садници во паркот на природата Газибаба. Акцијата за засадување дрва започна минатата есен и во рамки на истата ќе бидат засадени 5000 квалитетни садници по тревореди и во средишното зеленило на булеварите, на јавните зелени површини, парковите, како и во спортскиот центар во Сарај, рече при засадувањето дрвца градоначалникот на град Скопје Куца Трајановски. Единствениот проблем кој се јавува при раззеленувањето на оваа локација е немањето на систем за наводнување, а како последица на тоа дрвата кои беа засадени минатата година се исушија за време на летните температури. Единствен начин е наводнувањето со цистерни. Оваа пролет, набавивме околу 5000 високо квалитетни дрвја кои што ги садиме по булеварите, од лева и од десна страна, некаде и во средишното зеленило, по парковите, по парк шумите, исто така во спортско-рекреативниот центар во Сарај, према Матка, во сите оние делови кај што има можност да се посадат овие дрвја. Овие 10 дена посадуваме 650 високо квалитетни дрвја на делот од парк шумата Газива, која што гледа према центарот на градот Скопје. Минатата година и оваа година, некаде заедно има околу 1000 дрва посадени на оваа локација. Градоначалникот на Општина Газибаба Тони Трајковски апелираше до граѓаните кои доаѓаат да се рекреираат и да уживаат во незината убавина, посовесно да се однесуваат при нивниот престој, бидејќи, како што рече, таа е второто белодробно крило на Скопје. Во континуитет се прави пошумување на површините кои што претходно беа голи или на одредени места каде што во изминатиот период имавме пожари. Затоа најнапред сакам да упатам апел до нашите граѓани кои што доаѓаат овде, го користат овој простор, спортуваат, рекреираат, навистина малку посовесно да се однесуваме сите ние. Токму овој локалитет е второто белодробно крило на градот Скопје. Општината продолжува со активностите и заедно со јавното претпријатие Македонски шуми продолжуваме со засадување на оние подрачја кои што беа порозни, кои што се во делот на Скопска Црна Гора. Имаме голем број насадници кои што таму заедно веќе деновија почнавме да ги засадуваме. Директорот на јавното претпријатие Паркови и зеленило Душан Авировик информира дека листопадните садници се набавени од јавното претпријатие Паркови и зеленило со финансиски средства издвоени од буџетот на град Скопје. Во денешното садење во парк шумата Газибаба учествуваа учениците од средните училишта Панче Арсовски, Цветан Димов, Арсени Јовков, Боро Петрушевски и 8 септември. Во тек се градежните активности за изградба на нова улица во должина од 1,3 км и ширина од 6 метри во населеното место Радишани во општина Будал. Улицата е пробиена и тампонирана, а наскоро се очекува да започне и асфалтирањето.
Многу наскоро општина Бутел ќе добие нов пат, алтернатива на улицата Радишанска, по која што ќе циркулира сообраќајот доколку од различни причини дојде до блокирање на сообраќајот на една од најфреквентните улици во општина Бутел, улицата Радишанска. Станува збор за улицата 50 во Радишани, во должина од 1,3 километри и ширина од 6 метри. По пробивањето на улицата и тампонирањето е во завршна фаза, пошто наскоро се очекува да започне и асфалтирањето. Новата улица 50, како што информира градоначалникот на општина Бутел Петар Латиновски, ќе обслужува околу 3000 жители од горната зона на општината, односно населените места Љубенци, Љуботен и останатите. Средствата за реализација на овој проект во висина од 3.200.000 динари се обезбедени од буџетот на општината. Еден од поголемите проекти беше пробивањето на улица и правење на новата улица 50. Создадени се, да не речам веќе, предуслови, да можеме многу брзо да дојде и до поставување на асфалта на целата улица, која што ќе представува еден убав пат за нормално функционирање на и движење и голема безбедност на оние кои што ќе користат ова улица. Како што напомена градоначалникот Латиновски, изминатиот период значително е подобрена и проширена патната инфраструктура. Обновени се улици во Љуботен и во населеното место Свети Наум, а наскоро се очекува да започне и реконструкција на улицата 5 во Визбегово. За сите овие години патната инфраструктура ја обновуваме, меѓутоа и ја зголемуваме. Ние веќе минатата година имаме исто така две нови проектирани улици. Тоа беше едната улица во селото Љуботен, значи ова улица тука имаме и улица во населеното место Свети Наум. Многу брзо овие денови ќе завршат сите процедури околу еден проект на улица 5 во населеното место Визбегово, каде што одвоени се, обезбедени се средства и со самото тоа мислам дека генерално патната инфраструктура на територијата на општина Бутел е подигната и зголемена на едно повисоко ниво, за разлика од пред 12 години кога започнаме да ја формираме општината. Со свечена промоција на театарскиот перформанс Генералот со почит за генералот, денеска се одбележа патрониот празник и големиот јубилеј 30 години постоење на основното училиште Тихомир Милушевски во општина Ѓурче Петров. Литературен конкурс, ликовна колонија, свечена приредба се само дел од активностите кои училиштето ги подготви за патрониот празник. Патрониот празник на основното училиште Тихомир Милушевски и големиот јубилеј 30 години постоење денеска свечено се одбележа во Центарот за култура во Ѓорче Петров. Одбележувањето на патрониот празник и јубилејот на училиштето трае една недела со разни активности, а во текот на вчерашниот ден во спортската сала Христо Батанџиев се одржа свечена приредба. Свеченоста беше збогатена со пригодна програма што ја подготвија учениците, а директорката на училиштето Анита Божиновска го искажа задоволството од успешно реализираните проектни активности, со кои докажано е дека заслужено се наоѓаат меѓу најдобрите училишта во Република Македонија. За прв пат во историјата на Македонија, на нашиот патрон на училиштето Тихомир Милушевски, кој представува народен херој од Втората светска војна, денеска свечено го чествуваме со една свечена поставка, односно драмска представа во Центарот на култура на Ѓорче Петров со наслов Генералот со почит за генералот. Овој јубилеј го правиме со повеќе настани кои што ги реализиравме во текот на изминатата недела. Започнавме со квиз за историското потекло на самиот патрон, потоа имавме литературен конкурс за животот и делото на патронот, имавме ликовен конкурс исто на таа тема и патрониот празник го одржавме во текот на минатиот ден во училиштето со една свечена представа на која што учествува учениците и наставниците. Во рамки на одбележувањето на 30 годишнината од своето постоење, училиштето подготви и свечена промоција на театарскиот перформанс Генералот со почит за генералот, посветена на својот патрон Тихомир Милушевски. Имено ова е единственото училиште во Република Македонија кое го носи името на нашиот народен херој од Втората светска војна. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски истакна дека ова училиште ќе биде проширено со што ќе се подобрат условите за наставно-образовниот процес. 30 години секако еден значаен јубилеј, затоа општината Ѓорче Петров се вклучи да овој јубилеј му се даде едно поголемо значење, му се даде една поголема содржина
се со цел да се обзнанат некои работи кои не се до сега кажани за ликот и делото на Тихомир Милошевски. Се надевам дека ова едукативна представа која денеска ќе се прикаже за прв пат во Центарот на култура на општината Ѓорче Петров ќе најде на интереси кај другите, да кажам, гледачи. Не е ова представа, ова е премиерна, мора да кажам, денеска во Центарот на култура. Ќе направиме еден напор да ја видат и учениците од основните училишта во општината Ѓорче Петров, затоа што мислиме содржината е доста едукативна, доста поучна. Сакам да нагласам дека училиштето во текот на тековната година ќе биде надградено, проширено, ќе се збогатат капацитетите и тоа е уште еден допринос во чествувањето и празнувањето на 30 години од постоењето на основното училиште Тихомир Милошевски. На денешната свеченост присуствуваше и синот на Тихомир Милошевски, Ранко Милошевски, а беа доделени и благодарници на лицата кои дале свој придонес во ова училиште. Од 1 до 8 април во организација на Општина Карпош и шаховскиот клуб Гамбит Асеко ќе се одржува најголемиот шаховски турнир во Македонија, најдобар меѓу првите 10 во Европа, Опен Карпош. На овогодишниот турнир учество ќе земат околу 200 учесници од 30 земји од светот. Во сабота на 1 април свечено ќе се отвори 7-миот поред меѓународен шаховски турнир Опен Карпош 2017 под покровителство на Општина Карпош, а во организација на шаховскиот клуб Гамбит Асеко се. Овој турнир во најмисличката игра, кој прераснува во светски бренд од највисок ранг, ќе трае цела недела, односно од 1 до 8 април. Традиционално турнирот ќе се одржи во хотелот Александар Палас. На овој голем шаховски настан во Карпош, кој се вбројува меѓу топ 10 кои се организираат во Европа, ќе учествуваат над 200 високо рангирани шахисти, велемајстори и интернационални мајстори од 30 земји. До сега се пријавени преку 200 учесника, имаме учесници од преку 30 земји, скоро 24 велемајстори, се преку 20 интернационални мајстори. Отварањето е закажано за 16 часот во сабота. Турнирот е предвиден да почне во сабота во 17 часот првото коло и завршуваме на 8 во 9:30 во начислената сабота. На Карпош Опен ќе настапат 24 велемајстори, од кои водечки играч ќе биде рускиот шахист Владислав Артемиев. Водечки играч на турнирот е велемајсторот од Русија Владислав Артемиев, иначе еден од можеби најталентираните и најнадежните во моментов руски млади играчи, кој што е меѓу првите 100 во светот. Организаторот на турнирот вели дека почетоците на Карпош биле скромни, со 70 учесници првата година. Потоа следувало дуплирање на бројот на учесниците. За сега веќе турнирот да прирасне во силен фактор во развојот на шахот во Македонија. Почнавме доста скромно, првиот турнир беше само со 70 на учесника, меѓутоа веќе од следната година тој број се удвостручи, следниве години и пред се квалитетот на турнирот растеше, од некоја бројка од 10 на велемајстори на почетокот и играчи негде до 2500 рейтинг. Ова година веќе имаме скоро 10 играчи со рейтинг над 2600 поени и самата бројка од преку 20 велемајстори и преку 20 интернационални мајстори играчи од преку 30 земји од целиот свет, квалитетот на турнирот е препознатлив и голем број на играчи кои што сакаат да освојуваат и рейтинг и меѓународни титули, го одбират нашиот турнир за да може да играат. Како ваков голем меѓународен турнир кој што е единствен во нашата земја, секако е од особено значење за развојот на шахот. Младите играчи имаат можности да играат со врвни светски велемајстори и секако таа можност голем број од нив успешно ја користат последниве години. Шаховскиот турнир во наредните 7 дена ќе се одигра во 9 кола. Во недела на 2 април ќе се одиграат 2 кола од 9:30 часот и од 17 часот, а потоа секој нареден ден надпреварувањата ќе почнуваат од 17 часот. Наградниот фонд за шаховскиот турнир изнесува 10.200 евра, а за најдобриот шахист за оваа година наградата изнесува 2000 евра.
Децата од домот 11 октомври се израдуваа на лаптоп компјутери, кои им ги подари компанијата за компјутерска технологија ITD. Покрај компјутерите со донација е реновирана и централната просторија за дружење. Децата од домот за деца без родители 11 октомври во Скопје добија лаптопи дел донација од ITD дистрибуција. Покрај ова, со донација е реновирана и централната просторија за дружење. Покрај донацијата на лаптопи, исто така е реновирана и централната просторија за дружење. Со оваа донација, како што рече генералниот директор на компанијата Irish Chain на врачувањето на лаптопите, се прави напор на дечињата во домот да им се приближи IT технологијата, да се запознаат подобро со неа, да ја засакаат и во иднина можеби и да се одлучат да градат кариера токму во оваа област. Лаптопите без сомневање ќе им помогнат многу и во совладувањето на секојдневните домашни задачи кои ги добиваат на училиште. Во знак на благодарност, директорката на домот, воспитувачките и дечињата подготвија забавна програма во која главни учесници беа токму децата. Книжевниот свет на Живко Чинго е богат и сите можни толкувања на неговата проза остануваат отворени и постојано повикуваат на нови читања и толкувања. Беше порачано на денешното книжевно пладне по повод 30 години од смртта на големиот македонски писател Живко Чинго во градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје. Живко Чинго е еден од најпознатите раскажувачи, романсиери и драмски автори во македонската книжевност. Градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје по повод 30 години од смртта на големиот македонски писател Живко Чинго денеска организираше книжевно пладне. Чествувањето се одржа во спомен собата на Миладиновци во библиотеката, а за делото на Чинго зборуваше професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, додека делови од неговото творештво интерпретираше актерот Томе Витанов. Живко Чинго е еден од најпознатите раскажувачи, романсиери и драмски автори во македонската книжевност. Негови значајни остварувања се збирките раскази Пасквелија, Нова Пасквелија, Пожар, Влюбениот дух, Накусо, Гроб за душата, Бунило, романот за деца Сребрените снегови, романите Големата вода и Бабаџан и драмите Образов, Дзидот, Водата, Кенгурски скок и Макавејските празници. Преведен е на повеќе јазици и добитник е на најважните книжевни награди. За неговото дело академик Георги Старделов ке напише: Светот на Живко Чинго е чудесната земја Пасквелија. Според селото Пасквел, некаде покрај езеро. Колку имагинарна, толку и сурово стварна. Неговата проза всушност ги открива големите тектонски пореметувања во животот на луѓето. Раскажувачкиот свет на Чинго е опседнат од една драматична револуционерна тематика на нашето живење, откривајќи ни во него бурни, преломни и потресни настани. Заврши снимањето на филмот Награда, кој е инспириран од вистински настан, а се снимаше на 3 локации во Скопје од 16 до 19 март. Филмската приказна во прв план ја истакнува хуманоста и чистата и искрена мисла на децата спроти светот на поделби во кој живеат возрастните. Заврши снимањето на краткометражниот игран филм Награда, дебитантско остварување на режисерката Лидија Мојсовска во продукција на Лавиринт продукција во соработка со Факултетот за драмски уметности. Снимањето се одвиваше од 16 до 19 март на локации во скопските населби Драчево, Ченто и во Керамидница. Приказната во филмот Награда е инспирирана од вистински настан кој се случил за време на верскиот празник Водици. Младиот Арбен во филмот скока по крстот со намера да ја добие паричната награда, бидејќи парите му се потребни за лекувањето на неговото помало братче. Филмската приказна во прв план ја истакнува хуманоста и чистата и искрена мисла на децата спроти светот на поделби во кој живеат возрастните, посочуваат од продуцентската куќа. Актерската екипа во филмот ја сочинуваат професионални актери и деца на возраст од 7 до 12 години. Ликот на Арбен го толкува Албан Лама, а во филмот настапуваат и актерите Аурита Агуши, Ердоан Максут и Викторија Ангјушева. Бранко Аврамовски е директор на фотографија, Киријана Николовска е кастинг директор и актинг коуч, а Анастасија Величковска и Бобан Петрушевски се автори на сценографијата. Дел од филмската екипа се и Жаклина Крстевска, задолжена за костимографијата, Братислав Зафировски во својство на мајстор на тон, а монтажата на филмот му е доверена на Михаел Димитров. Продуцент на филмот е Петар Џуровски, извршен продуцент е Ирина Лазарова. Краткометражниот игран филм Награда на Лидија Мојсовска е финансиски поддржан од Агенцијата за филм на Република Македонија.
Утре во југоисточните делови од Македонија ќе има слаб дожд. За време на викендот ќе преовладува сончево и топло време со мала до умерена облачност. Следно во урбаните вести е Матама Мета. И пред да се одјавиме, уште една корисна информација за нашите гледачи. Утре без електрична енергија од 6 часот до 10 часот ќе останат дел од корисниците од населба Драчево, делот кај Типо, делот кон Долно Лисиче, село Долно Лисиче и железничката станица во населба Драчево. Исто така без снабдување со електрична енергија ќе останат и општините Кисела Вода и Аеродром. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер. Довидување.